Добар ден, ученици. Јас сум Слободан Станојковски, оделенски наставник во подрачното основно училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковци. На денешната училница ќе имаме час по македонски јазик за трето оделение. Наставната содржина за денешниот час е обработка на песна Знаците на патот, која се наоѓа на страна 198. Цели на часот: ученикот да ја разбере содржината на песната, да разбере колку голема улога имаат знаците на патот, ученикот да знае да ја анализира песната, да знае да ги наоѓа римуваните зборови, како и стекнатите знаења да ги применува во секојдневниот живот. Пред да започнеме со песната, ќе играме еден вид на гатанки и погоди што е. Да видиме зашто се работи во првата гатанка. На ова место пешаците имаат право да поминуваат живо и здраво, а возачите треба да пазат ни мравка да не згазат. Што е тоа? Така е пешачки премин или обележан пешачки премин. Да видиме наредното. Стоп, застани, види го овој знак, потоа внимателно продолжи пак. Зашто се работи? За знакот стоп или задолжително запирање. Да видиме понатаму. Внимание, нека застане секој автомобил, кола. Премине ова за деца што брзаат во училиште. Ова е знакот деца на патот. Сите овие три слики се сообраќајни знаци или знаци. Браво! Зошто служат тие? За правилно и безбедно да се движиме во сообраќајот. Како децата, така и возрастните. Да видиме сега две гатанки кои имаат исти одговор. Ајде да ја слушнеме првата гатанка. По планини и полиња оди, а никогаш не мрда. Интересно. Ајде да размислите што е тоа. Или пак другата гатанка. Мера нема и број нема. Некој може погоди, но некој се уште не се сетил. Што е тоа? Ајде да видиме на сликава. Сега е појасно. На сликава гледам пат. Значи одговор на овие две гатанки е зборот пат. Значи имаме знаци и пат или насловот на денешната песна. Знаците на патот. Сега вие внимателно ќе ја слушате песната, а јас ќе ја прочитам. Знаците на патот. Во училиште и дома ме учат да знам како можам безбедно да пешачам сам. Што минуваш улица, бар тоа е лесно, најпрво ќе погледнеш и лево и десно. Ако има возило, пушти го да мине, потоа по зебрата помини си сине. А на крстосницата, мило наше дете, почекај семафорот зелено да светне. На тротоарот знаеш, по десната страна оди, почитувај знаци, патот сам те води. Ова песна ја напишал Наум Попески. Да видиме сега, да направиме анализа на песната. Најпрви ќе поставиме неколку барања кои ќе ги одговорите со помош на учебникот. Најдете го учебникот и отворете го на страна 198, бидејќи таму се наоѓа денешната песна. Откако ќе го најдете, да продолжиме со првото прашање за анализа на песната.
Од колку строфи е составена песната? Да погледнеме во учебникот, за да го добиеме одговорот. Кој гласи: песната има 4 строфи. Да видиме наредно прашање за анализа. Колку стиха има во песната? Најпрвен да се посетиме што беше тоа стих. Стих е еден ред од строфа. Браво. Ајде сега внимателно да ги изброите колку редови има оваа песна. Така е. Оваа песна има 20 стиха, односно 3 строфи со по 4 стиха и една строфа со 8 стиха. Наредното барање за анализа на песната е: кој ја напишал оваа песна? На крајот на секоја песна или текст пишува авторот или кој ја напишал. Оваа песна ја напишал поетот Наум Попески. Да видиме, наредно прашање е: за што се зборува во песната? Знам дека ќе дадете сигурни и многу одговори, но да видиме, во оваа песна се зборува за правилно и безбедно движење на децата во сообраќајот и почитување на знаците на патот. Треба да ги почитуваме за безбедно да се движиме. Да продолжиме понатаму. Ајде да ги најдеме римата во текстот, знаци на патот. Да видиме на зборот дома дали имаме риба? Немаме. Дома знам, нема рима. Дома безбедно, исто така нема рима. А да видиме на зборот знам, секако сам. Знам сам. Ете, рима. Да видиме понатаму. Улица, исто така нема рима. Но зборот лесно има лесно, десно. Уште една рима. Да видиме возило, нема рима, но затоа мине, има рима со сине. Да видиме во третата строфа, крстосницата, нема зборче која има рима. Дете, исто така нема. Семафор, нема, значи во третата строфа немаме рима. Да продолжиме понатаму. Знаеш, оди, тука нема рима, но затоа оди, има зборче која има рима и тоа е зборчето води. Значи најдовме 4 рими. Знам, сам, лесно, десно, мине, сине и оди, води. Го завршивме делот со рима во песната. Да продолжиме понатаму. Отворете ги тетратките по македонски јазик за да ги препишете наредниве прашања. Да видиме како треба да постапиш пред да ја поминеш улицата. Препишете го прашањето во тетратка. Потоа, ако видиш возило на улицата, што треба да направиш? Наредно прашање е: каде треба да ја поминеш улицата? Како се вика тоа обележано место? Следно прашање е: кој знак на раскрсниците ти покажува кога да ја поминеш? Кое светло на семафорот ти дозволува да ја поминеш раскрсницата? Наредно прашање е: а кое не ти дозволува, што правиш тогаш? Да видиме друго прашање: по која страна од улицата треба да се движиш? И последно прашање: како се вика тој дел од улицата што е наменет за движење на пешаците? Сите одговори на овие прашања ќе ги најдете во денешната песна. Може тука да го стопирате видеото за да ги препишете прашањата.
но може исто така да ги препишете и од учебникот кои се наоѓаат на страна 199. Да видиме понатаму. На крајот од оваа училница имаме и домашна задача. Да видиме што имаме за домашна задача. Прва задача ни е прочитај ја песната неколку пати. Рековме дека се наоѓа на страна 198 во учебникот. Треба да ја прочитате за да може да ја разберете содржината. Потоа, одговори на претходните прашања во тетрадка. На претходните прашања што ги прочитавме и што ги напишавте. Наредна задача за дома е научи ја песната убаво да ја рецитираш, а потоа сними ја на видео, запис и прати ја на твојата наставничка или наставник, за да види дали убаво си ја научил. Тоа е се за денеска, ви благодарам за вниманието. Се гледаме на некој нареден час. Пријатно!